Поштовани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал Вест. Како што веќе знаете, неделата е резервирана за оваа емисија во која што третираме теми поврзани со земјоделското живење во Македонија, меѓутоа и актуелностите што се случуваат надвор од границите на Република Македонија. Оваа наша емисија ќе ја започнеме со дилемата на земјоделците дали користат добри минерални или добри ѓубрива за своите производи. Неретко знаат да се пожалат дека ѓубривата не го даваат ефектот. Експертите пак велат дека ѓубривата кои што се користат во Македонија се со добар квалитет. Меѓутоа, производителите, земјоделските производители мора да се придржуваат до инструкциите кои што ги даваат земјоделските експерти. Се поголем е бројот на самите земјоделски производители кои ги користат самите вештачки ѓубрива, дали се тоа кристални или во гранулатна форма, дали станува збор за употреба на фунгициди. Мислам дека се поголем е бројот на самите земјоделски производители кои што се жалат на недостапноста спрема процентот на застапеноста на активната материја и нивната функција. Што значи тоа? Дека се поголем број на земјоделски производители, ако го стават оној процент на ѓубриви или онаа количина колку што е потребна на одредена површина, го нема ефектот од самото ѓубрење. Истото се случува и со употребата на фунгициди. Дали станува збор за фунгициди или за инсектициди, мислам иста е состојбата. Мислам дека и тука се губи процентот на активната материја, па така ако земјоделскиот производител го употреби оној процент со кој треба да биде искористен самиот препарат, мислам дека ефектот го нема и затоа се поголем број на земјоделски производители се приморани да ставаат поголеми количини на самите препарати од дозволената доза што е припишена во упатството на самите препарати. Кој треба тоа да го регулира? Кој тоа треба да го контролира? Дали притискате пред институциите тоа да се реши, да се утврди што всушност користат земјоделците? Со самата најава и со самото известување до надлежните институции, пред се инспекторатот за земјоделие, мислам дека во немал случаеви и они признаваат дека не е соодветен процентот на активните материи, дали станува збор, пак ќе кажам, за процент на ѓубрива за застапеност со оние елементи или за процент на застапеност на активна материја на фунгициди и инсектициди. И тие сами признаваат, меѓутоа мислам дека има пропусти баш во тој сегмент и мислам дека во иднина неминовно е да се води грижа при самиот увоз на сите тие репроматеријали, дали соодветствува процентот на самите активни материи на самите препарати и ѓубрива, бидејќи мораме да кажеме дека ако се придржува самиот земјоделски производител до оние количини или на употреба како на ѓубрива, така на хемиски репроматеријали, мислам дека ефектот нема да биде успешен во нивната употреба. Најголемиот процент во употребата како на заштитни средства, така и употребата на хранливите елементи се однесува од типот на органско производство. Меѓутоа, сите оние земјоделски производители, морам да кажам, ги жалам што употребуваат тип на ѓубриво од гранулатна форма, бидејќи тука станува збор за најголем процент за употреба на песок или, како што реков, некои си ситни камења, бидејќи процентот на активната материја на застапеност на елементите во овие ѓубрива, мислам дека не соодветства со процентот кој е нагласен на самата етикета. Во една од нашите претходни емисии зборувавме за органското производство на југоистокот, докаде се тенденциите за развој на овој вид на земјоделско производство. Во оваа емисија одвојуваме простор за регистарот на органски производители, кој што неодамна беше промовиран од страна на швајцарската агенција и ресорното министерство. Почитуван господин Стефан Томажон, заменик шеф на мисијата во амбасадата на Швајцарија во Македонија, почитувани представници на медиумите, почитувани гости, дами и господа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во изминатиот период посвети значително внимание на развојот на органското земјоделско производство во Македонија. Органското производство е иднината на нашето земјоделство.
Затоа како ресорно министерство интензивно работиме на унапредување на земјоделските политики во земјата, нивно прилагодување на регулативите на Европската унија, но и прилагодување со светските трендови во самото земјоделство. Во последните години значително расте интересот на потрошувачи за купување на органски производи. Како влада, наша обврска е да им гарантираме на граѓаните дека производите кои што ги купуваат се сертифицирани како органски производи. Досега недостигот на јавно достапни информации и податоци за состојбата во органското земјоделство беше една од поголемите пречки за дополнителен развој на органското производство. Сето ова отвараше простор за манипулации на пазарот. Затоа денеска ми представува особена чест да го промовираме новиот регистар на органски производители. Од денеска јавноста ќе има можност да добие информации за сите сертифицирани органски производители, трговци, добавувачи и преработувачи на органски производи, а преку јавно достапните информации директно да стапат во контакт со нив. Со тоа, веруваме дека ќе се овозможи полесна и подиректна и поголема соработка помеѓу производителите, трговците и преработувачите и зголемување на обемот на самата нивна соработка. Тоа ќе овозможи зголемување на довербата на потрошувачите во системот за органско производство во Македонија. Со објавување на сите овие информации од регистарот на органски оператори, Министерството ја продолжува политиката на транспарентност и отвореност кон граѓаните и имплементација на најдобрите практики од Европа во нашите национални политики и мерки. Почитувани, органското земјоделско производство во Европа и светот покажува нагорен тренд и раст од 13%, со раст од 13% представува втор најбрзо растечки пазар во светот. Следејќи го примерот на Европската унија во нашата земјоделска политика, се стремиме да обезбедиме услови за зголемен раст на производството преку воведување на нови мерки за поддршка на производството и продажбата на органските производи. Годинава, Министерството најави започна со имплементација на сет мерки за поддршка на органското производство, а во дел од постоечките мерки воведе критериуми со кои што органските производители ќе имаат предност во процесот на аплицирање и пристапот до овие мерки и средства. Со новиот повик за финансиска поддршка од неповратни 10.000 евра за млади земјоделци, токму оние кои што ќе одлучат и ќе се одлучат да се занимаваат со органско производство, ќе имаат предност во однос на останатите апликанти. Тоа јавно го соопштив. Во насока на зголемување на органското производство, наскоро ќе биде објавен оглас за закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари на кој што предност ќе имаат органските производители. Министерството интензивно работи и на промоција на македонските органски производи на меѓународните сајми. Со учество на најголемиот сајм за органско производство во светот, Биофах, и сајмот за земјоделство Агра во Словенија, македонските органски производители имаа можност да ги представат своите производи пред меѓународните купувачи и потенцијални бизнис партнери. Како резултат на оваа политика, континуирано се склучуваат договори за извоз, што е доказ за квалитетот и посебноста на македонските органски производи. Во 2019 година ќе зголемиме и програмата за меѓународна поддршка, односно за поддршка на сајми со акцент на органските производители. Министерството ќе продолжи да го поддржува развојот на органското производство, но и продажбата на органските производи. Наша задача како институции е да ги следиме потребите и развојот на органските производители, да ги стимулираме со соодветни мерки и политики, овозможувајќи успешен раст и развој во новите агробизнеси од овој сектор. Почитувани, искрено сакам да се заблагодарам за поддршката обезбедена од швајцарската име, програмата за зголемување на пазарната вработливост во процесот на изготвување на овој регистар, како и на целокупната поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка во земјоделството. Без нив ова немаше да биде реалност. Со нивна помош, полека но сигурно, успеаме да го достигнеме значењето на органското производство и да ги потикнеме домашните наши производители да растат и да ги прилагодуваат производите во согласност со барањата на светските пазари. Ви благодарам на вниманието и секој добро на сите.
А земјоделската емисија секако неминовно со совети, стручни совети за производителите. Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки, нашиот стручен соработник, и да слушнеме што овој пат тој ви советува. Добар ден, почитувани. Се наоѓаме во средината на месец октомври. Месец каде што постепено времето си ги покажува и првите знаци на есента, односно, иако преку дента е топло, релативно топло, со повремени облачни денови, сепак периоди од денот, сепак во утринските часови веќе се повеќе и повеќе се приметуваат овие пониски температури карактеристично за овие есенски денови. Овој период каде што се уште голем број на култури, градинарски култури во струмичкиот регион под пластеници, оранжери се берат, односно се одгледуваат, но овој период каде што треба да се внимава и на прихраната на самите овие култури. Затоа денеска би сакал да проговорам пред се за биостимулатори, односно за аминокиселини, хумусни киселини, потоа за други биостимулатори кои што треба да се употребуваат сега со цел да се избегнат одредени пореметувања. Односно, овие пореметувања настанат како резултат на абиотски фактори, пред се тука ќе се задржам на температурата. Први основно, кој што би сакал да обрнам внимание, да се употребат задолжително фолиарно со прскање, тоа се аминокиселините. Аминокиселините се карактеризираат со тоа што ги помагаат одредените физиолошки биохемиски процеси кај растенијата и во тоа во овој период се пред се практични, му помагаат на растенијето подобро да помине од стресот на температурата. Значи, кога утринава е под 10 степеница зусови, додека во текот на денот знае да се искачи во пластениците и повеќе од 30 степени Целзусови, 25 до 30 степени Целзусови. И овие разлики што се јавуваат, особено наутро кога оти краставиците, пиперките и доматите се топлолюбливи растенија, и овие разлики, да речеме, негативно се рефлектират. Во минатите емисија кажавме како. Тука е убаво и пожелно да се употребат овие аминокиселини. Покрај овие аминокиселини, почитувани производители, може да се употребат и природни биостимулатори од типот на славол, кој што во својот состав има алфа-оцетна киселина, односно врши стимулација исто така на овие физиолошки биохемиски процеси, кај што помага пред се против температурни стресови, подобар квалитет на плодовите и така натаму. И на крај би се задржал за хумусните, односно фулни киселини, затоа што обично и пожелно е поради корекција на таа pH кој што ги имат во хумусните киселини, се додава мала количина и на фулво киселини, каде што, пример, овие препарати, односно ѓубрива, кои што се богати со хумусни киселини, се карактеризираат со тоа што пред се пожелно е во фертиригација со наводнување, може и со прскање, но овде би рекол со наводнување, ќе стимулираат пред се повеќе фактори. Прв фактор е да овие киселини го стимулираат развојот на новиот коренов систем. Знаеме, наутро е ладно, почвата се лади, помалку има образување на нови коренови жили, коренови влакница, а со тоа помалку црпење на вода и храна. Благодарејќи на овие хумусни киселини се обновува овие коренов систем, коренови влакница и продолжува понатаму физиолошките процеси. Второ, ги стимулира микроорганизмите да го разложат ѓубривото што се наоѓа во почва, па иако не додава производителот редовно храна, со помошта на овие киселини ќе се разложи храната која што се наоѓа во почвата и искористеноста ќе е над 90%, а на крај ги стимулира исто така физиолошките и биохемиските процеси кои што се јавуваат кај самите растенија. Ова, почитувани гледачи, сосема исто така на кратко, бидејќи временски сме ограничени. Еве, повторно ќе ве повикам, дојдите овдека во земјоделската аптека на Фитохем Промет, во Струмица, зад Глобал, каде што ќе поразговараме, каде што ќе добиете малку пообширни информации, не само за исхраната, не само за
абиотските фактори, но пред се и за заштитата на растенијата и каде што со цел ќе се добие едно квалитетно и квантитетно земјоделско производство. Микрокредитна фондација Хоризонти за сите индивидуални земјоделски производители ви нудиме микроагро заеми до 10.000 евра. Хоризонти ви нуди прилагодени отплатни рати, асистенција од персонал и изнаоѓање најприфатливо обезбедување на заемите. Во Хоризонти и микробизнис заеми и микрозаеми за домување, фиксна каматна стапка, транспарентни договори, стручна помош, заедничка кредитна проценка и следење на напредокот. Тоа сме ние. Хоризонти, вистински партнер за вашиот бизнис. Во тек е пријавувањето за субвенции за предадено млеко. Се намалува бројот на сточари во Струмичкиот регион. Миле Богалов од Босилово вели дека во селото своевремено секое домаќинство имало и овци и крави, но сега ситуацијата била многу поразлична, односно катастрофална. Во селото едва имало околу 200 грла. Никој не сакал да се занимава со одгледување на ситен и крупен добиток, вели Богалов, кој тврди дека трошоците биле многу поголеми во сточарството отколку приходите. Во Босилово имаше многу стока дека. Секоја куќа, 90% да речеме, стока има, секоја куќа имаше. Простична земја. А таа што има? Таа има, дали има 200 глави, мислам ситна овца, на 100 динара едно кило јакне, кој ќе паса овца? За да произведе треба некој да работи. А за да работи треба да охране, треба да направи таа животинка. И постепено, како што оде. Богалов вели дека и млекото имало многу ниска цена, што е една од причините за намалување на бројот на грлата во оваа општина. Јао што е проблема. Млеко е ефтино, храна скапа и пропалова се горе-доле. 80% веќе во Босилово, мислам и сток таа испродадена. И ќе дојде ред, млеко ќе нема, ни месо ќе нема, нема начин. Кој ќе на 30 динара млеко? Дали вам памети, таа стока треба гледан, треба храна. 15 динара ечмен, 30 динара млеко, 50-50 како да, нема никакво покритие. Почна поднесувањето на барањата за добивање на субвенции за третата фаза произведено и предадено кравјо, овчјо и козјо млеко, информираат од Министерството за земјоделство. Рокот за поднесување на барањата е 5 ноември. Висината на поддршката изнесува 4 денари по литар за овчо и козјо млеко и 3,5 денари по литар за кравјо млеко предадено во преработувачки капацитети. Оваа година Македонија има добро производство на пченка, меѓутоа земјоделците не се задоволни од откупната цена која што се движи според Велјо Тантаров, председател на Синдикатот на земјоделски производители, до 8 денари по килограм. Ова вели Тантаров ќе ги предомисли земјоделците наредната година да ја произведуваат оваа значајна култура за Македонија. Македонија првпат има доволно пченка за да ги задоволи домашните потреби, но просечната откупна цена е многу ниска, 8 денари за килограм. Тоа предупредуваат земјоделците ке се одрази на сејдбата за 2019 година. Велат дека и сејдбата на пченицата е доведена во прашање поради ниската откупна цена што достигна 7,5 до 8 денари, а не 10,5 денари како што пред 2 месеца информираше Министерството за земјоделство. Годинава во Македонија првпат има доволно производство на пченка за задоволување на домашните потреби, но и пченката ја добива истата судбина како пченицата. Нема откуп, а таму каде што има цената е 8 денари за килограм. Тоа значи дека до година никој нема да сади пченка, вели за МИА председателот на Сојузот на земјоделците Велјо Тантаров. Родот на пченката е околу 60 милиони килограми, а и квалитетот според Тантаров е добар. Каде се сега стоковите резерви? Сметаме дека цената на пченката треба да биде колку онаа на пченицата, 12 денари за килограм.
за да се покријат производствените трошоци, вели претседателот на Сојузот. За сега укажува засејани се многу малку површини со пченица. Сеидбата требаше да почне по крстов ден на 27 септември, а да заврши до петков ден 25 октомври. Никој не се пченица, затоа е и прашање дали воопшто ќе се посее. Проблемот повторно е ниската откупна цена. Ајде да најдеме земјоделец што добил 10 денари за килограм, истакнува Тантаров. За сеидба едноставно нема интерес, зашто бараме цена со која ќе се вреднува нашиот труд. Ке ни остане нешто за живот, ако имаме пари за нова сеидба. Тоа се 12 денари за килограм. И со оваа цена ќе беше исполнето, но со просечна цена од околу 8 денари тешко, нагласува Тантаров. Тој потврди дека пченицата веќе ретко може да се најде и дека речиси се откупено и продадено. Најмногу е извезено во Албанија и во Грција, како што минатата недела соопшти претседателот на Агробизнес комората Огнен Оровчанец. Ако на Македонија и треба леп, некој треба да и каже на кој начин ќе се обезбеди тој леп и каков однос треба да има државата кон лебот. Цената на пченицата може ќе биде 15 до 20 денари, но нема да ја има. Тешко дека ќе се посее и покрај тоа што има субвенција, децидете е Тантаров. Од фармските капацитети за интензивно одгледување живина велат дека македонската пченка не ја одбиваат, но многу поквалитетна и со подостапна цена е српската. Од Србија можат одеднаш да ги набават потребните количества, а кај нас треба да купуваат од еден производител 5 тона, од друг 10, од трет 20. Цената на српската пченка е 118 до 120 евра за тон. Природно е сушена, има само 14% влакна и е многу добар квалитет. Исто така нема никаков проблем со афлатоксини. Нам ни треба и квалитет и цена, зашто трошиме по 75 или 50 тони неделно, а нашата пченка немала никогаш добар квалитет. Сепак го откупуваме нашето производство, не го одбиваме, но ако се направи разлика, српската е со екстра квалитет. Имаат и приноси од 11 до 12 тона по хектар без никаков проблем, поради системите за наводнување капка по капка, а кај нас приносот е 5 до 6 тона, велат одгледувачите на живина. На прашањето од МИА за цената на пченицата, Министерството за земјоделство, повикувајќи се на Државниот инспекторат за земјоделство, одговори дека заклучно со 15 септември изнесувала 8 до 10 денари, а откупени се скоро 60 милиони килограми. Ова се како што истакна од Министерството за сеаните количини. Phosphorus and potassium. Fast growth means fast withdrawal of essential nutrients from the soil. Drip irrigation enables you to combine the accurate amount of soluble fertilizers with the water and to provide it.
И како последен дел од ова наша емисија Агроинфо, од ова наше земјоделско дружење, отвораме простор за производството на бамбус. Дали е тоа индустријата на иднината? Повеќе за бамбусот во следните минути. Бамбусот е земзелено растение од видот на треви. Има повеќе од 200 видови на бамбус во различни бои, големини и форми, а потекнува од Азија, се изгледува масовно и во Јужна Америка. Бамбусот е најбрзо растечкото дрво во светот. Дневно може да порасне до 40 сантиметри, а тоа го прави многу исплатлив за одгледување. Се размножува многу брзо, не е потребно многу време и нега за одгледување, и него не го напаѓаат болести или инсекти. Се сади еднаш, а потоа бара само наводнување. Бамбусот се употребува во индустријата. Може да се јаде и да се користи како декор во домовите и во градините. Бамбусот може да достигне височина и до 90 метри и дебелина од 40 сантиметри во топлите краеви на Азија и Јужна Америка. Видот на бамбусот, што се одгледува во Македонија, може да порасне од 10 до 12 метри со дебелина од 10 сантиметри. Бамбусот не бара некои посебни услови за одгледување. За него е потребно земјата да биде изорана и растресита пред садење. Потребно му е сонце, малку ѓубриво при садење и вода. Најдобра почва за него е песокливата, а не му одговара варовник и кисела почва. Бамбусот што се одгледува на отворено не му треба многу нега, затоа што него не го напаѓаат инсекти. На пролет и во средината на летото, кога растат младите стебла, потребно еднаш неделно да се наводнува. Бамбусот се сади еднаш и не е потребно пресадување во наредните 40 до 50 години. Ова растение може да се користи во градината како декорација. По фенг шуи се препорачува во секој дом да има саксија со бамбус, бидејќи влијае на здравието, среќата и шири позитивна енергија во домот. Младите бамбуси се користат како храна во азиската, европската и јужноамериканската кујна. Од бамбусот се изработуваат ламинати и паркети. Тој се користи како ограда на дворовите, терасите и околу базените. Се употребува за изработка на лустери, ламби, свекници, столчиња, кревети. Од него се изработуваат точаци, украси за ветер, прибор за кујна, летниковци, шанкови, брикети, пелети и уште многу други работи. In response to the need to find alternatives to timber, in the midst of our reality with deforestation and indiscriminate logging, the government of the province of Pichincha, through the Center for Learning and Technology Transfer, CEMBA, has developed a scheme of transformation of the material using giant bamboo slats.
Иднината на бамбусите во Македонија е концентрирана во фабрика за производство на брикети, пелети и селекција на квалитетните стебла од бамбус за производство на огради, подови, лустери, ламби, маси, столчиња, велосипеди и се друго што може да биде како добра идеја. Од бамбусот може добро да се заработи ако се вложат малку средства и малку труд. На површина од 1 хектар се садат 1200 садници, се ора нивата во длабочина над 30 см, се става систем капка по капка и се ѓубри секој садник во коренот и се сади на 20 см во длабочина. Инвестицијата се враќа за 4 години, а од 8-та до 10-та година заработката е 40.000 евра и секоја година се зголемува приносот и квалитетот на бамбусните стебла, а со тоа и заработката е поголема. Пресметка за 1 хектар изнесува 2100 евра и тоа 1200 евра за садници, 300 евра за орање, 400 евра за систем капка по капка и 200 евра за ѓубрење. Во Македонија има производство само на декоративни бамбуси, но не и на индустријски. Бамбусот се користи од страна на луѓето илјадници години. Тој се користел како градежен материјал, а од тоа може да се направи хартија. Во Азија се уште се употребуваат производи од бамбус во секојдневниот живот. Функцијата на бамбусот како дрво и како материјал има своји уникатни својства. Тој има висока сила, голема флексибилност и издржливост. Познато е дека структурите направени од бамбус може да опстојуваат и до неколку илјади години без да се губи нивната сила. Ова се должи на антибактериските својства на бамбусот, кој не гние и не е под влијание на штетници. Поради тоа, бамбусот е многу профитабилен и ветувачки материјал во споредба со дрвото. Производството на бамбус станува многу профитабилно, а бамбусот станува многу ветувачки материјал. The personality, the warmth of bamboo, as well as its structural properties for construction, are wisely used by many tourism initiatives. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. До следната недела, до следното наше дружење, бидете во добро расположение. Пријатно.